почитувани јавни обвинители, почитувани колеги пратеници, легитимни и почитувани новинари и јавност. Би ја прашала госпоѓата Јанева дали се чувствува како фрлена меѓу волци овде, бидејќи вчера на дебатни емисии можевме да видиме некои аналитичари, така наречени, кои што ја жалеа господјата Јанева што била овде да го образложи извештајот и рекоа дека била фрлена меѓу волци. Господјо Јанева, дали бевме толку страшни вчера? Верувам не. Верувам дека пријатно се чувствувавте на нашите плодни дебати. Може би вие не се чувствувавте дека сте фрлени меѓу волци, но јас се чувствував како отаде волците, како дел од стадото. Јас не добив одговор од јавната обвинителка на ниедно овде поставено прашање, барем не исцрпно, а најмалку чув за извештајот за кој што ја организираме оваа седница на комисијата и за која што еве полно новинари овде чекаат да видат што содржи тој извештај. Ние го имаме на писмено добиено тој извештај од 16 страници, но новинарите се разбира дека не. Не добивме, значи, одговори. Помеѓу волци да беа фрлени оние четворица лидери кои што тајно не преговараа, туку договараа во пржино, да беше тоа собраниската сала, ние денес имаме функционално специјално јавно обвинителство и секако немаше, верувам, дека ќе се направеше одреден избор по стручност, по професионалност да го води ова обвинителство. Ме зачудува вашата реченица кога рековте имам храброст да одговарам на вашите прашања бидејќи Никола Груевски стои зад мене. Верувам дека полно од оние што тргнуваа секој ден во протести од вашето јавно обвинителство, правејќи некаква икона од вас, веќе ги имаат запалено маичките со јас го сакам се ја после оваа реченица. Мене тоа ми е јасно дека имате вие подршка од Никола Груевски, па неговиот подпис стои на вашиот избор. Вие долетавте на таа листа магично, ги прескокнавте сите оние имиња познати на македонската јавност. И стои се разбира поддршката и на тројцата други лидери. Знаете, во едно општество базирано на незнаење со разорени институции, едно општество кое што може да назначува министри од 25 години, без никакво искуство, велики, не се корумпирани, а тие брзо се корумпираат, но искуството никогаш нема да го добијат. Во едно општество каде што на дебати истите тие лидери ги слушаме како пелтечат, како не можат просто проширена реченица да состават, вие сте токму нивен производ. За жал се пропушти можноста за едно функционално и силно специјално јавно обвинителство во ситуација на девастиран правосуден систем. Не го спорам како што се сака да се спинува од јавачите на апокалипсата. Не го спорам јавното обвинителство, бев прва да се гони криминалот, да се гони корупцијата. Во животот не знам што е едно незаработено евро, не знам што е тендер и да ме објаснуваат, не ми се јасни тие поими. Јас секогаш и конзистентно ќе се борам против корупција и предложив да донесем и закон за конфискација, затоа што не треба да завршат само во затвор луѓето, туку да ги вратат и парите што ги ограбиле од народот. И тоа не селективно, не партиски, туку секако подеднакво сите со цврсти докази се разбира, ние се уште зборуваме само за индиции. Слушање на бомби, ленти, незаконски стекнати, навистина, како политички израз ми беше невкусно и ми останува невкусно, навлезе во приватно
приватноста на многу луѓе и тоа не го сметам за најрелевантно во нашето општество. Нашето општество и без бомбите беше зрело за демократски промени. Вие вчера покажавте непознавање прво на правниот систем, потоа на политичкиот систем, а најмалку на демократијата. Ќе ви кажам и зошто тоа го мислам. Прво го нарековте ова собрание нелегитимно. Вие сте производ на ова собрание, тоа секој правник ќе ви каже дека не може од нелегитимно собрание, тоа вие исто знаете, ќе ви направам паралела за да разберете. Сум добила диплома од нелиценциран факултет, а јас сум признат дипломиран доктор, например. Небулоза. Значи, што се смени, ве праша вчера, меѓу вашето недоаѓање за првиот извештај и сегашното доаѓање? Еве, јас ке го испорачам одговорот пред јавноста. Се смени тоа што опозицијата, што Божан водеше жестока битка за некакви демократски принципи и ишчекор, си го потпиша потполно истиот избирачки список, со кој што и вам и покрај тие индиции со кои што располагате ви докажа дека сите избори фактички биле легитимни. Точка. Толку е. Затоа сте вие денес, а не бевте на предходно да ни го изложите извештајот. Значи, легитимни биле, а сите индиции вие што ги имате, исто така неправнички, не се однесуваа на 2014 година, кога беа бойкотирани изборите, туку на 2013 година. Прашајте се тогаш кој е нелегитимен во оваа држава. Ако одите по индиција, мислам дека не треба да се оди по индиции. Значи, одговорот би требало да биде тој. Понатаму, Законот за специјално јавно обвинителство кога се носеше. Јас го поддржав овој закон, но изразив скепса, бидејќи една сум од оние кои што ги анализираат законите, не сум дел од навивачки групи и не сум talking head, да ви преведам, господјо Јанева, тоа значи глава која што зборува без ум. Значи, не бев talking head и кажав за бројни недостатоци во тој закон, сакајки вам да ви се помогне, да не велите потоа дека сте обструирани, бидејќи самиот закон ве обструираше. Еве, тука е пратеникот Јосифовски, кој што исто така беше еден од ретките, веројатно, што го анализираше законот, па ми реплицираше дека треба да го поддржам, јас си го поддржав, се разбира, иако има бројни недостатоци. Вие денес сте овде да реагирате точно за членот 22. Дали вие како правник искусен во тој момент не знаевте, не ви беше јасно, кога мене би било јасно, дека 18 месеци за тешки кривични дела сторени се многу мал период. И мене тоа ми е јасно сосема. Само би беше јасно уште дента кога се гласаше овој закон. Ја не чув вие да реагирате тогаш. Туку постфактум. Од кога се сместивте по простории, најважна работа, вие свативте дека, уствари, имате закон кој што не чини. Тој закон не чини и по други основи, нема зошто сега да го повторувам. Колешката Роза Топузова, ние две единствено дискутиравме тогаш, кога се зборуваше за законот. Другите само се и гласаа, talking heads. Инсистираше на тоа да бидете уставно позиционирани со специјалното јавно обвинителство. Значи, да бидете уставно позиционирани, да не мора да се прават сега циркуси и народот да биде во ишчекување дали Уставниот суд ќе ве укине или не. Но и тоа е дочекано на нож. Знаете од кого? Од една исклучително, за жал, во целата оваа несреќа, во целиот овој мрак над македонскиот народ, на браникот се најде една немокна, една самозадоволна, самобендисана опозиција, на која што најмногу испетаат опозиционерите, бидејќи не се дел од нивната тајфа, значи тие и сметаат, никако власта која што си ја дели, самозадоволно си ја дели власта, тоа не и смета. Значи, тие
Јас ке зборувам за извештајот колку што зборуваше господјата Катица Иванова и колку што зборуваа вчера сите дискутанти. Јанева. Значи, покажавте незнаење, да се вратам со тоа што не си баравте на време уставно позиционирање на специјалното јавно обвинителство, да не биде во шаката на Уставниот суд сега и да не биде народот манипулиран по улици. И второ, требаш уште веднаш да барате поголем рок од 18 месеци. Исто така, покажавте незнаење за тоа што е демократија. Ја навредивте и политички систем, конечно. Не знаете што е по устав гарантирано и дефиниција на народен пратеник. Успеавте еден од најјаките, најспремните пратеници овде, господјата Роза Топузова-Каревска, да изнавредите со тоа што и рековте дека зад неа не стојат гласачи. Зад вас кој стои, господјо Катица Јанева? Господинот Никола Груевски со неговата поддршка? Не, зад господјата Роза Топузова стојат гласачи. А прочитајте си убаво и пуштете некогаш телевизор ако разбирате англиски, а верувам бидејќи се заговара двојазичност, барем еве да одиме и понатаму на тројазичност, англиски би требало да знаете. Пуштете некогаш BBC, па гледајте англиски парламент како изгледа. Па пуштете го кај Ердоган парламентот да видите дека има цел блок со независни пратеници. Дали знаете дека во овој ист парламент имало и ќе има, се надевам, се повеќе независни пратеници? Таа категорија не ви е позната, бидејќи четворица лидери ви кажали. Тоа во смоквирните градини не се учи, господјо Катица. Тоа се учи урбано, се учи по улици, се учи во училишта, се учи во дружба и така натаму, не во турбофолк средини. Значи, вие не знаете по устав што значи независен пратеник. Само еден пример ќе ви кажам. Веројатно сте чуле за господјата Јадранка Косор, која што беше премиер на Хрватска од ХДЗ. Во еден момент, кога беше пратеник, рече: не се согласувам со политиките на ХДЗ и стана независен пратеник. Жално е во овој демократски дом да јас држам предавања основни на луѓе возрастни, би рекла и писмени и образовани, за тоа како се перцепира на едно приземно ниво се. Но знаете зошто е тоа така? Бидејќи знаењето е избркано од институциите. Бидејќи ова не е држава, не е општество базирано на знаење. Луѓето што знаат се прогонувани, се тргани. На нивно место се искачуваат луѓе кои што сами се предлагаат, кои што сами кажуваат во новини дека сами се предложиле на некое место. Затоа Македонија, затоа сметам дека го достигна дното. Не сум против СЕО, напротив, јавно изјавувам и го поддржав и законот, мада реков дека има фалинки, кои што вие после година дена, фала Богу, сте се сетиле дека ги има. Но, жалам што Македонија пропушти можноста да има еден стамен, еден силен јавен обвинител, силен и на збор. Немојте, вие не сте математичар, па ќе работите со формули. Основната алатка на секој правник е зборот. Вие треба да бидете силни на зборови. Видовме вчера дека на ниедно прашање не можете веднаш да одговорите, чекавте по телефон, веројатно некој да ви ги испрати. Одговорите, а суфлерите позади веќе беа снимени од камерите. Вие, кога зборуваше колегата Рафи Салити, не ги имавте ставено ни слушалките. Дали разбирате албански? Па потоа му одговоривте. Со задршка се разбира, како и на сите други. Значи, вчера присуствував, бев поразена. Бев поразена од тоа каде оди оваа моја земја. Каде оди? И каде ќе стигне? Жалам што многу луѓе ги врза очекувањата со ова САЈО. Жалам, навистина жалам. Нивните надежи сега за сега се изневерени. Јас, барем во своето CV,
Нема да ја имам дамката дека сум ве гласала. Не, ја бев единствената која што против вас гласав, тоа отворено ви го кажам. Сите токен хец ве гласа, јас гласа за законот, но јас не ве гласав. Бидејќи не можам да замислам дека во 21. век, во една модерна Македонија, каква што сакам да ја видам, некој што работел само на бракоразводни парници, на фалсификувани патни исправи, може да се зафати со организиран криминал. Ви докажавте дека тоа е нивото и тука треба граѓаните да ги ограничат своите очекувања. Може колку сакаат по Фейсбук да споделуваат статуси моите колеги и да ме навредуваат и омаловажуваат. Јас својот став не сум го променила. Специјално јавно обвинителство да, но не со вас на чело. Јас како интелектуалец сум навредена од вашето однесување. Ви благодарам.